Денеска во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во Пулс во Кочани. Излагања имаат родители на загинати во трагедијата, повикани како сведоци од страна на обвинителството. Меѓувреме, судиката информираше дека во келијата на прво обвинетиот Дејан Јованов Деко бил пронајден мобилен телефон и го предупреди дека доколку ова се повтори, ќе добие забрана за посети. Денешното рочиште го следи колешката Марија Митевска. Марија, како денеска тече процесот таму? Александар, прилично потресно и емотивно. Во текот е сведочењето на вториот сведок повикан од обвинителството, мајка на едно од загинатите деца. Таа ја загубила својата 16 годишна ќерка кобната вечер. Се уште трае нејзиното сведочење и одговорите на прашањата на обвинителството. Раскажуваше како низината ќерка вечерта отишла во дискотеката, како се одвивала подоцна потрагата кога дознале дека има пожар. Всушност во дискотеката во тој момент бил и нејзиниот малолетен син. Неговото друштво сите имале од 13 до 14 години. Таа самата ја одвела нејзината ќерка во дискотеката, бидејќи директно отишла на концертот таму за да се најде со своето друштво, односно своите другарки. Синот е првиот кој што јавил дека има пожар во дискотеката. Тој бил надвор од причина што дошла полиција и извршила рација во дискотеката. Меѓу првите маси на кои што полицијата отишла да врши контрола била токму масата и каде што бил нејзиниот син. Кога полицијата сватила дека тие се малолетни и немаат лични карти, ги избркале надвор пред дискотеката. Таму тие посведочиле на почетокот на пожарот и веднаш ја побарал неа на телефон, па потоа и нејзиниот сопруг. Тие се упатиле кон дискотеката да ја бараат нивната ќерка, бидејќи знаеле дека нивниот син е на безбедно. Сведочеше дека во тие моменти кога дошле виделе хаос, виделе стравична гледка, виделе тела на децата пред влезот на дискотеката. Но она што го кажа е клучно дека според неа никој не е помогнал во тоа децата да бидат извлечени од дискотеката. Се слушале крици за помош. Единствено таа кажа дека видела дека еден пожарникар постојано 2-3 пати влегувал и излегувал за да земе здив и спасувал деца. Одстрана кај објектот го сретнала синот на газата Дејан Јованов Деко Михајло, каде седел со еден од полицајците. Иако наводно ги слушале криците на децата, тие само стоеле мирно и не помагале. Предходно сведочеше и една друга мајка на жртва. Таа го загубила 24 годишниот син кобната вечер. И таа раскажуваше како дознале за пожарот и како отишли исто така да ги бараат своите деца. Едниот 24 годишниот син практично отишол на испомош во дискотеката, бидејќи работел во ресторан во градот. Му се јавиле да го повикаат на помош, бидејќи практично, како што кажа, секој што знаел да држи чаша во Кочани бил повикан да дојде во дискотеката вечерта, бидејќи им фалел персонал и знаеле дека ќе има многу луѓе на концертот. Нејзиниот 20 годишен син исто така бил гостин во дискотеката. Тој се спасил. Тој со него се слушнала на телефон и знаела дека е на безбедно. Но кога отишле да го бараат 24 годишниот син, не можеле да го најдат во Пулс. Потоа решиле да одат во болницата во градот, каде во една од собите сватиле дека нивниот син е веќе починат. Тука бил и другиот син кој кажал: "Извини, мамо, не можев да го спасам мојот брат." Додека траат сведочењата, сите што се присутни, односно оштетени родители кои што загубиле своje дете, не можеа да ги сокријат емоциите. Се слушаше и плачење, се слушаше и одредено довикување до обвинетите. По второто сведочење на мајката следи уште едно сведочење, исто така на мајка која што го загубила своето дете за време на пожарот во дискотеката Пулс. Александар?
Марија, ти благодарам за овој извештај. Верувам дека тешко е да се задржат емоциите после вакви сведоштва и вакви судбини кои што се споделуваат токму пред судот, за да се донесе правилна одлука и за да биде истерана правдата до крај како што очекуваат родителите во овој процес. Ти благодарам уште еднаш за ова вклучување во вестите.